Благодарам за репликата. Јас очекував дека ќе го спорите, ќе спорите сумата која што ја предлагам и јас баш од тој аспект, и баш исто ќе речам, слободно може овде да додадеме 0, 2 нули ако сакате. Да, тоа се проекти, значи неколку пати имаме овде разговарано, проектите во енергетиката се огромни суми на пари. Затоа јас на почетокот, бидејќи министерот рече дека веќе нешто се работи во РЕК, затоа реков дека ова да се свати како одредена помош од централниот буџет кон ЕЛЕМ, бидејќи е во страшно незавидна положба. А инаку овде, ако вие се согласите и вие го прифаќате ова што ние го нудиме, јас слободно дозволувам и ја ви инсистирам да се промени сумата и сите заедно да го изгласаме овој амандман. Што се несува до тоа, стратегии, да, стручните лица си пишуваат стратегии, тие си се професионални, како што е исто стратегијата најновата во 2019, меѓутоа нудат и различни решенија. Например, во последната веќе ја спомнам стратегија за енергетиката донесена во 2019 година, понудени се 3 решенија. Кое власта во моментот кој што управува со енергетиката ќе го прифати, зависи од проценките. Таму беше нудено умерено сценарио, референтно сценарио и зелено сценарио. И само во референтното сценарио се предвидува вложување во РЕК Битола, отварање на нови наоѓалишта на јаглен, односно продолжување на векот на траење на постројката. Во другите 2 сценарија се предвидува она што вие го првично, значи, во планот за живот понудивте, еве јас имам еден извадок, под точка 6, дека АДСМ, нашата најголема енергетска компанија, ќе се развива. Нашата цел во наредните години е да ги реализираме следните проекти, и тука е ревитализација и модернизација на сите 3 блока, ревитализација и модернизација на блок 1, модернизација и санација на разладните кули, набавка на помошна механизација и подготовки за отварање на рудникот Живојно. За континуирано снабдување со гориво на сите 3 блока во РЕК Битола и планираната инвестиција во вредност од 5 милиони евра. Затоа реков јас да помогнеме. Вие во програмата која што сте напишале и што во тој момент не ја добивте до душа до вербата, меѓутоа ве формиравте некако влада и период на реализација 2019-2023. Од друга страна, Ковачевски вика, објавено 18 јануари 2020, согласно стратегијата за долгорочно снабдување на РЕК Битола со јаглен за период 2016-2046, изработена во 2017 година, произлегува дека од техничко-технолошки аспект државата има можност да ги искористува резервите на јаглен до нивно исцрпување, што според сегашното ниво на расположливи податоци врз основа на стратегическите определби од актуелните стратегии се посочува на период до и после 2050 година, одговори Васко Ковачевски, генерален директор на АДСМ, на прашање колка ви се резервите на јаглен и до кога би можел РЕК Битола да работи, во интервјуто дадено за Македонско радио. Тој за 2020 година рече дека согласно планот за производство планира толку, ова еве него ни читам, бидејќи со тоа што го очекувал Ковачевски не е реализирано практично. И се прашувам, имавте во план, имавте стратегии, еве изјава на генералниот директор. Како стигнавме да набавуваме јаглен бе луѓе од страна, од соседството? Како стигнавме до тој степен? Убаво, можеби тука сте во право дека не е адхок пропустот направен, подолг период е потребен, меѓутоа огромни пропусти правите. Дефекти. Рудникот е поплавен со водол. Знаете зашто се случи поплавата? Од еднодневно врнење во месец јули. Како е тоа копано? Дали е соодветно? И сега одговорноста е ваша. Во овој момент е ваша. Тоа што го ветивте не го остварувате. И на крај крајева не е важно да проектите се огромни суми на пари, нешто ќе се вети па нема да се реализира, и тоа не е толку страшно.
Го ветивте, спомна вчера, топлификација дека ќе го правите, го ветивте филтрите дека ќе ги реконструирате и модернизирате, деслуфуризација, тоа се проекти со огромни суми на пари, луѓе. Значи 100, 200, 300, 400 милиони евра зборуваме. И еве нема да се фатам воопшто зошто тие не се реализирани, не савитувани со термини. Кој дојде ваш функционер, Шекеринска, кој ќе стапнеше во Битола, прво за тоа правеше прес. Ема еве, ќе се одложат, бидејќи сега друго е актуелно. А бидејќи вие сте, колку што знам, економист, дали знаете колку ќе не кошта ова, ако се реализира, што е тврдам овде, најодговорно дека нема да се реализира, 900.000 тони јаглен, да се донеси со транспорт, колку ќе кошта, знаете? Јас имам некои информации, 50 милиони евра. Епа ако за рудникот Живојно ви требаше 100 милиони евра, 50 веќе ги дајте за ништо. Баш кога ќе се уништат патишта, да ќе се направи застој во сообраќајот, ќе се наруши безбедноста во сообраќајот. Невозможно. Еве сега господинот сака да ми еве директно до оваа проблематика електроинженер. Јас вчера не бевте тука, прашав многу пластично. 900.000 тони јаглен. 6.000 е потребно за еден блок. 200 камиони дневно 30 тонски. Баш сакам да ми одговорите. Дали вие верувате дека тоа е возможно? А еден инженер од РЕК, кога го прашав како мислите да ги транспортиравте, на шега ми рече со дронови. Поќе тоа е веројатно отколку со камиони дека ќе ги донесете во Битола. Ви благодарам. Ви благодарам јас на вас.